Ново гостување во Македонија наутро, со гости се разбира во студиото 3 на Македонската телевизија и тема која што сум сигурна дека ќе го задржи вашето внимание, а ја најавуваме вака. Комуникацијата е во срцето на секоја интеракција помеѓу луѓето. Децата кои имаат потешкоти во говорот многу често не успеваат да бидат разбрани и тоа секако представува предизвик плюс во секојдневната интеракција, развој, образование и секако социјална вклученост. Наредниве минути во Македонија наутро разговараме за новата дигитална алатка Сиборд, чија цел е да помогне на децата кои имаат потешкоти во комуникацијата и нарушување во говорот, да може да комуницираат секако и да ги искажат своите потреби, чувства и мисли. На оваа тема гости во Македонија наутро ни се Кристијан Лазаров од Здруженијето Отворите ги прозорците. Добро утро, Кристијан, добре дојдовте во емисијата. Артур Ајвазов, заменик представник на УНИЦЕФ. Добро утро, господин Ајвазов. Добре ни дојдовте и вие, и Јане Божиновски, кој што ќе ни помогне во нашата законска врска преводот на разговорот. Добро утро. Добро. Овој месец, господин Ајвазов, ќе започнеме со вас. Оно што треба да го знаат нашите гледачи, дека меѓу другото УНИЦЕФ ги представи локализираните верзии на апликацијата Сиборд и да дадеме соодветен вовед во разговорот. За каква точно апликација станува збор? So this month, UNICEF introduced the local versions of the Seabird application. So let us introduce this application. What kind of an app is this? Thank you. Seabird is a free digital tool. And if I to define it in a very simple way, that's how technology can help us today to support children that faced communication issues, speech impairments or other difficulties. So it's a free application that is available on Android, mobile, tablet or computer, and it helps to transform different symbols into speech. So that way children can simplify their communication, and it can be used not only by them but also by teachers and parents and anyone else. So that way we believe that that communication product can help to support the social inclusion of children. Ви благодарам. Значи се работи за една бесплатна дигитална алатка, која што се вика Seabird. И таа има за цел да им помогне на децата кои што имаат тешкоти при говорот и некои други тешкоти во комуникацијата. Достапна е на Android за мобилни телефони, за таблети и за компјутери. И таа помага, значи, не само целта на таа апликација е символите да ги претвори во говор. Таа е достапна не само за децата, туку можат слободно да ја користат и родителите, и наставниците, и сите други нели што се вклучени во комуникацијата, а незината главна цел е да се помогне со социјалната инклузија. Кристијан, многу пати сме се среќавале овде во студиото, сме зборувале за вашите активности, меѓу другото и во рамки на Здруженијето Отворите ги прозорците, кои што веројатно и нашите гледачи знаат дека долги години овозможува асистивната технологија да биде достапна на луѓето со различен вид на попречености, како би им го олесниле животот и комуникацијата. И сега, за да им објасниме некако полесно за што станува збор кога станува збор за Сиборд, можеме ли некако да им дадеме ли своевиден приказ за тоа што е всушност невербална комуникација и како таа помага во однос на вербалната? Невербалната комуникација сама по себе е комплементарна со вербалната, една со друга се надополнуваат и ја представуваат основата на човековото постоење на некој начин. Со тоа што се изработи Seabird како апликација, ние даваме можност на децата пред се, но и на сите луѓе воопшто да можат да искомуницираат на еден комбиниран начин. Самата апликација Seabird представува комбинација од невербални символи кои што се базираат на најстариот начин на невербална комуникација, тоа е знаковниот јазик, и говор, односно вербалната комуникација. Така што оваа комуникација е, како и секоја друга комуникација, помага на детето да го развие својот интелектуален потенцијал, емоционален потенцијал, му помага социјално да се развива, да се дружи со останатите другарчиња пред се во градинката, меѓутоа и направени за повозрасни деца. И како таква се надеваме дека стварно ќе најде примена, како што досега се покажа веќе неколку месеци, бета тестираме со дел од потенцијални корисници, кај дел од нив има навистина добар успех.
Како функционира апликацијата и за кого точно е наменета? Некаде прочитав изминативе денови кога читав за неа, вели на децата им дава глас, но бенефитот се во ова има целото општество. Така, гласот што го дава на децата, оваа апликација е она што е клучно за самиот Seaboard. Тоа е на некој начин дигитален комуникатор. Досега во општеството се користеа комуникатори базирани само на слики и логопедот или специјалниот едукатор ги покажуваат сликите на детето и тоа ги гледа и одбира со рака која сака. Меѓутоа, кога ќе одбере, нема глас, туку само знае едукаторот или логопедот што одбрало детето. И Seaboard е надополнета со глас и затоа нели велиме дека Seaboard го возможува, го дава гласот на децата. И кога зборуваме, господин Евазов, да ве вклучиме и вас, кога зборуваме за инклузивно општество, тоа подразбира низа алатки со кои што ќе се воведе во пракса истото, да не остане само на теорија. Seaboard е секако дополнителна помошна алатка од која што целото наше општество ќе има бенефит. So when we talk about inclusive society, we need some tools to put this into practice, not just talk about it. So Seaboard is a tool which will help the society in general. You're absolutely right, and we don't need to overestimate the tool. So Seaboard is great, UNICEF is supporting, and we are grateful to Kiko and Open the Windows that help us to develop that product. But let me make it very clear, it is role of the parents, government, everyone to support children. So that's why it's a tool. It's something to support. And without parents, without other actors, without teachers, without their knowledge, without society in general, we will not be able to achieve progress. That's why this tool is a handy thing to help us, but let us be very clear, it's one of the elements that will help us. Апсолутно. Значи, се разбира дека ова алатка помага и исто така многу сме благодарни на отворите и прозорците што ни помогнаа со развојот на алатка, но една работа мора да биде јасна. Сепак родителите, владата и другите чинители се тие кои што имаат главната улога за оваа цел, додека ова е сепак само една алатка која што нели помага, но без вклученоста на родителите, на наставниците со нивното знаење, тогаш нема да имаме напредок. Така што мора да ни биде јасно дека ова само алатка која што помага, придонесува. Зборувавме за тоа како функционира, секако треба да споменеме дека првично беше воведена во Хрватска, Црна Гора и Србија. Какви се регионалните искуства, како помина тука оваа приказна? So we mentioned that this application was first introduced in Croatia, Montenegro and Serbia. So what are the regional experiences with the use of this application? More than 30 countries are using it now. So as we mentioned, it's available in Macedonia and Albania. And the experience in these three countries was great. So expanding number of families using it, it supports children to progress, and we are confident that it will be successful in this country as well. So we have all strong reasons to believe that we will be perhaps even more successful than our neighbors. We'll try to do our best. Значи таа апликација се користи во над 30 земји, а кај нас е достапна на македонски и на албански. Така што искуството, како што прашавте, е овдека навистина добро и им помага многу на семејствата, а исто така и децата постигнуваат напредок, а веруваме и дека ќе постигнеме успех дури кој што е поголем од успехот на соседните земји. Кристијан, коригирајте ме ако грешам, од информациите кои ги имам досега повеќе од 170 стручни лица, вклучувајќи тимови за инклузија од градинки, наставници во предучилишни установи, терапевти, психолози, се запознаа меѓу другото и со Seaboard. Каква беше нивната реакција? Да, 173 конечната бројка до сега, да. И таа планираме да расте, најмалку за уште 100 во следните 7-8 месеци, и меѓу овие што планираме дополнително да ги обучиме, ќе бидат и родителите, ќе бидат и малку по-нестручни лица, за тоа што, како што кажа господинот Артур, оваа алатка е наменета за сите. Не е специјална стручна само за логопеди или специјални едукатори, туку наменета е за секого, за секој млад родител што сака да му помогне на своето дете, без разлика дали тоа има потенцијал да развие вербален говор или не.
самата алатка сама по себе нема да му го оневозможи развојот на вербалниот говор. Значи, не е штетна во ниеден случај и тоа е најважно за оваа алатка. Во однос на вашето прашање, би рекол дека ќе имаме можност да ја испромовираме алатката и во најмалку 10 локални средини, така е испланиран следната фаза од проектот. И во овие 10 минимум локални средини ќе направиме средби директни со родители, па и со баби, дедовци, воспитувачки во градинки, каде што ќе се научат тие како да ја употребуваат. Во меѓувреме, додека тоа да се случи, тоа е планирано за август, септември, октомври, додека тоа да се случи, може да отидат на нашиот вебсайт openthewindows.org и таму да најдат, имаме видео туторијали, имаме пишани туторијали како се користи, прилично едноставна и како алатка е, мислам, многу достапна за користење. Бесплатна е, како што спомна господинот Артур, и нема никакви импликации по буџетот на семејството. Господине Евазов, во еден сегмент од разговорот споменавте добро е да ги имаме алатките, но мора многу повеќе сегменти да бидат вклучени, како би ги намалиле или тргнале бариерите кои што ја спречуваат инклузијата, и ги споменавте владата, општините, родителите, училиштата. Што е она што ние можеме да го направиме и треба да го направиме во пракса како би била полесна инклузијата? So you mentioned in your speech that it's good to have tools, but we must include more all the stakeholders, such as the government, the parents, the teachers, and so on. So in order to achieve inclusion, so what do you believe we should do to make to ease inclusion, to make it easier to achieve? Again, great question. Let me start with parents. They have huge responsibility, and we understand that their job is very difficult. When parents bring their kids to therapists, for instance, very often times they just wait outside. They don't participate in the sessions. Then at home, they don't continue. So they think that only by these sessions results will be achieved. Of course, some results will be achieved, but there is a strong evidence that parents that continue interacting with their kids at home, including through the C-board or without C-board, the results will be greater. And so we need to support partners and understand their emotional conditions need to be supported. For local authorities, it's absolutely clear for me, we need to have a stronger role of municipalities. So municipalities to invest in various services, education, health, and especially cooperation among each other, not looking at the sectors kind of in silos, but trying to cooperate and integrate these services at local level. And for the national government to make it a strong priority, a real priority. And when we say real priority, it means with funding. We face difficulties, economic hardships, but it is particularly important in the environment of hardships to support more children and focus on the children with disabilities in particular. That will be for us an indicator that the government at all level and all the stakeholders are serious about the issue. And only that way we'll be able to be competitive and progress faster. Значи, се разбира дека кога на одговор на вашето прашање, главната улога тука имаат родителите, но има една ситуација каде што во поголем дел од случаите, кога одат например на логопед со детето, тие чекаат надвор и кога ќе се вратат дома, не продолжуваат со активностите, сметаат дека единствено логопедот има таа задача да им помогне на децата, но има веќе научни докази дека родителите кои што продолжуваат да комуницираат и дома со или без C-board, неважно, постигнуваат многу подобри, нивните деца постигнуваат многу подобри резултати. Сега, тука треба да се вклучи локалната власт, општините треба да инвестираат во здравство, но и во образование и така натаму. И се разбира дека овдека мораат сите сектори во локалната власт да соработуваат, не да бидат секој индивидуално колку може да помогне, туку мораат меѓусебно да соработуваат. А кога се работи за владата, ова инклузија треба да биде главен приоритет, но што сакам да кажам со тоа, не само на хартија, туку навистина да инвестираат средства токму со оваа цел,
се разбира дека сме во една ситуација, во еден период со економски тешкоти, но токму тука се гледа кога оваква ситуација ќе вложат, ќе покажат дека наистина ги поддржуваат децата со разни потешкоти и на тој начин ќе покажат дека искрено сакаат да помогнат да подадат рака. Кристијан, многу често во Македонија наутро изминативе години сме зборувале за препреките пред кои што вие сте исправени во секојдневното функционирање, но она што охрабрува што сте еден од ретките кои што не креваат раце и се борат до крај. Уште подобро што им го леснувате животот на многу лица со попреченост активно работејќи со нив. Каков е в почетокот? Ви го леснуваме или отежнуваме животот, секојдневното функционирање, ако почнеме од нас граѓаните па до сите сегменти понатаму општествени? Јас сакам да гледам позитивно на работите. И секогаш сте така, да. И најпрво би се заблагодарил вам на медиумите што секогаш поддржувате вакви промоции, вакви проекти. Го кажувате нашиот глас, го продолжувате, го носите до јавноста. Понатаму сакам да се заблагодарам на организациите како УНИЦЕФ и останатите што стојат тука финансиски и на секој можен начин и помагаат на лицата со попреченост, децата со попреченост. Понатаму, во последно време, можем да кажем дека и во државата се случуваат некои промени, дел од нив се поттикнати од внатрешен притисок од самите лица со попреченост, дел од нив се поттикнати од надворешен притисок, пред се од подпишувањето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. И сите овие работи кога се поврзуваат една со друга, се добива некаков прогрес. Сега тој прогрес може да го забележите и вие и гледачите. Пред неколку месеци промовиравме една алатка, сега друга. Тоа што можеме ние го правиме. Меѓутоа, како што рече и господинот Артур, клучна улога имаме сите. Не само ние како креатори на овие алатки, клучна улога имаат пред се семејствата, ако децата се помали, ако се повозрасни веќе, самите луѓе со попреченост имаат одговорност да преземат и да направат чекор напред, за да може да успеат нешто во животот. Така што тоа се тие некои работи што би ги спомнал. Првиот чекор го правиме, јавното говорење, како би ги отвориле овие теми, би зборувале гласно за нив и би правеле промени. Ние тоа ќе го правиме во периодот кој што следува, се надеваме на многу повеќе алатки и многу полесен живот генерално за сите нас, бидејќи ние често знаеме да кажеме сите сме исти, па тоа можеме да го докажеме само ако во пракса функционираме така. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. И благодариме на поканата. Благодарам.